Одбележена 131-та годишнина од смртта на првиот учител Јордан Хаџи Константинов Џинот. Учителската дејност Џинот ја започнал во Велес, каде ја реализирал идејата за воведување на народен јазик во училиштата. Со учењето и описменувањето на велешкиот народ, Џинот представува еден од врвните дејци на македонската писменост и култура. Еден е од основоположниците на културни случувања од денешен аспект. Во тој период било незамисливо некој да почне прв да пишува и да се занимава со нешто кое што било спротивно со прописите и на турската власт, а и на владиците, како грчките, така и бугарските. Јордан Хаџи Константинов Џинот представува олицетворение на македонската култура. Покрај залагањето за описменување на народот, Џинот пишувал и драмски текстови, бил одличен драматург, се занимавал и со преведувачка дејност, бил писател и сестрен творец од областа на културата. Тој е нашиот прв учител, значи од него треба да се уште да учиме. Неговите кратки едночинки, ова песна што сега ја слушнавме во изvedба на учениците, Труд ми е името. Че тој генерално не подучува, не учи и до ден денеска ми се чини важат неговите формулации, постулати во неговите, иако наивни едночинки, песни, патеписи и така натаму. Развиената просветителска дејност на Јордан Хаџи Константинов Џинот предизвикала прогони од власта и губење на неговата работа. Неговото прво дело е Таблица Перваја, а најпознатото дело е Труд ми е името. Инаку Џинот е роден во Велес кон крајот на 1821 година, а починал на 29 август 1882 година. Името на Џинот го носат Народниот театар во Велес, како и основното училиште. Неговиот споменик денеска го посетија и му одадоа почит делегација од локалната самоуправа, театарот и представници од основното училиште.